Во рамки на 16 дена активизам за спречување на насилството врз жените и девојчињата, Центарот за култура Илјантески смоко Тетово засвети портокалово. Многу јавни институции и личности ја поддржаа кампањата која започна на 25 ноември на Меѓународниот ден за елиминирање на насилството врз жените и девојчињата, а ќе трае до 10 декември. Праксата покажува дека свеста на жените за пријавување на доживеаното насилство расте со секоја спроведена кампања. Само пријавеното насилство е начин да се казни насилникот. По тој повод Женскиот форум Тетово со низ за активности низ градот и ја поддржа кампањата. Денес организираме улична акција, односно кампања во рамки на меѓународната кампања 16 дена активизам против насилство врз жените и девојчињата. Дистрибуираме информативни материјали кои што содржат информации против родово базираното насилство, како да се превенира оваа појава, но и како жените кои преживеале насилство да се заштитат од истите. Го промовираме телефонскиот број 34 34 10 на кој што сите преживеани жртви можат да се обратат во случај да им е потребна бесплатна правна помош. Исто така дистрибуираме и портокалови панделки и портокалови балони. Во насока на тоа што портокаловата боја е заштитен знак на оваа меѓународна глобална кампања. Кога сме тука, морам да споменам дека и првиот ден кога започна оваа кампања, тоа е 25 ноември, Меѓународниот ден против родово базирано насилство, во соработка со општина Тетово, Домот на култура беше осветлен во портокалови светла во насока на подигање на свеста на сите граѓани колку е битно да ја превенираме оваа појава, но и да пружиме адекватна заштита на жените жртви од семејно насилство. Исто така поставен е билборд во центарот на градот, кој што содржи информации за тоа каде жените можат да се обратат во случај да им е потребна заштита од оваа појава. Организираме и низа други активности. Формиравме работна група со представници на институции на локално ниво, кои што ќе креираат стратегија на меѓусебно препраќање на жените жртви од семејно и родово базирано насилство на локално ниво. Во текот на наредната недела ќе следува втората средба на работната група. Уште утре, со цел да ги опфатиме и најмладите, како категорија која што исто така многу битно да биде свесна во однос на оваа појава, организираме јавна дебата на Штуловиот универзитет во соработка со Феминистичкиот клуб при Универзитетот на Југоисточна Европа. Исто така и учествуваме и на две меѓународни конференции. Во тек е меѓународна конференција во Истанбул на истата тема во која учествува наша представничка, а наредната недела две наши представнички ќе присуствуваат на меѓународна конференција во Ниш, Република Србија, исто така да споделат искуства со останатите земји од регионот, кои се предностите и недостатоците од имплементацијата на Законот за превенција и заштита од семејно насилство. Жртвите на семејно насилство бесплатна правна помош можат да побараат на телефонскиот број 044 34 34 10 на Центарот за правна помош при Сдруженијето Женски форум Тетово. За жал, податоците на Светската банка за бројот на семејни насилства на светско ниво се поразителни. Речиси 1 милиарда жени стануваат жртви на насилство од интимен партнер или сексуално насилство од лице кое не им е партнер. На глобално ниво, 38% од убиствата на жени се извршени од нивен интимен партнер.